време повторно да честитаме на нашата филхармонија за роденденскиот 81-иот всушност роден ден. Секој пат во утринска на тела дефинитивно била дел од сценариото, се со цел некако да ја испромовираме агендата, профилот секако на доста гости кои што имаат прилика да настапат во нашата културна сцена, ами и да споменеме кога нашиот ансамбл негде патува, како што беше тоа пред известен период токму во Виена. Така е, да, на наше задоволство еве утрово се поврзуваме со директорот на Македонска филхармонија, Мустафа Емири, кој што ова утро за гледачите на утринска, ете на ваков начин се приклучува во нашата емисија да може да го реализираме ова наше утринско будење, практично да најавиме што следува утре по повод 81-иот роден ден на Македонска филхармонија. Добро утро, Мустафа, честитки за роденденот и што многу години постоење на филхармонија посакуваме и ви благодариме што овие утрински минути или дел од вашето време во утринските часови го посветувате на нашите гледачи. Добро утро на вам, добро утро на целата македонска јавност и јас во моје име, во име на Македонска филхармонија сакам да честитам за првиот роден ден на нашата, може да кажам, најпрестижна установа во државата. И исто задоволството и мое да бидам дел од вашата емисија. Заеднички да го најавиме концертот и малку да позборуваме за успесите кои што ги имаше изминатиот период со Македонска филхармонија. Ние имаме одлична соработка со филхармонија и благодарност на тоа и нашите гледачи имаат можност да се добијат билети за различни концерти. Само ќе најавам дека така ќе биде и денес за роденденскиот концерт или веднаш по ова вклучување двајца гледачи кои што ќе се јават и ќе ги остават своите податоци ќе добијат по 2 билети за утре вечер во 20 часот. И ќе стартуваме со тоа практично што е она кое што ќе го одбележи роденденот или каква ќе биде програмата и кој ќе го реализира овој роденденски концерт. Може малку повеќе детали да слушнеме од вас. Да, точно, значи утре следи концертот за роденденскиот концерт. Ова ќе биде и последен, како да кажам, концерт на шеф диригентот на филхармонијата на Македонија, Ерохам Шаровски. Значи со овој концерт веќе он нема да биде шеф диригент, што е последен. Затоа е малце и нели и он е исто така со многу голема возбуда. Инаку солист Сергеј Хачатриян од виолина од Арменија, многу познат уметник. Ќе се изведуваат дел од македонски автори, ќе се изведува Брамс симфонија број 1 за виолина и оркестар. Веќе салата е преполна, не само за овој концерт, но за сите концерти што следат до нова година. Во филхармонија реално почнува да се враќа публиката, таа што е верна и таа што ја сака овој вид на музика, значи класиката. Да, музичарите, особено странските гости кои доаѓаат во Македонска филхармонија, се импресионирани од самата сала и од незината акустика и сето она кое што е, верувам, предизвик, но и некаква дополнителна мотивација за музичарите, а истовремено и за публиката која што тоа го доживува на еден таков начин. Точно, ние реално имаме, ние во регионот може да се пофалиме дека имаме една од најдобрите и најубавите сали, најакустични сали. Сите уметници реално што доаѓаат и од Европа се фасцинирани од тоа што ние го имаме. И јас заедно со целото раководство се трудиме да чуваме салата да биде или да не служи што повеќе, пошто реално тоа е нешто што треба да го оставиме на идните генерации, нели, не само за сега. Така е, ќе потсетиме еве конкретно кога сме кај 81-иот роден ден, би сакал да споменеме нешто повеќе и за Сергеј, кој што се смета за еден од водечките виолинисти денес, кој што има особено и посебен пристап кон музиката, велат ќе кажат доста љубовен, страствен, автентичен и само во минатата сезона токму неговото меѓународно присуство беше мощно и богато, зад себе број настапи ширум светот, па така што ова е еден куриозитет и за филхармонија што има прилика да го донесе пред македонската јавност и публика. Сергеј Хачатриян денеска има генералната проба, денеска јас ќе се сретнам со него да позборуваме малце за некои сугестии ако треба во иднина, пошто тоа се врни уметници кои што секогаш имаат да кажат нешто, да не мотивираат за да имаме уште по-добра и по-добра сезона за и другата година.
Така е, со Сергеј Хачатарјан македонската публика ќе се дружи утре вечер во 20 часот, но она кое што исто така ќе ја одбележува 2025-та, кон чиј крај се ближиме всушност, беше и настапот на Македонската филхармонија во Виена или во познатата Музикверајн, што е пак ќе речеме една сатисфакција и желба или сон за сите музичари широм Европа. Особено за оркестрот на Македонската филхармонија и за нашите музички уметници, тоа беше едно одлично доживување и искуство кое делумно и го пренесоа заедно преку утринска на Тилма, но сакаме да го слушнеме, се разбира, и вашиот впечаток или вашите импресии. И што значи тоа всушност за Македонската филхармонија? Да ви кажам права, јас уште не можам да се соземам од импресиите од Музикверајн и од како нашиот оркестар со нашите уметници, Ана и Игор, како врвни наши уметници, се представивме во салата, мислам, што покажавме како дека можеме да се носиме со светските оркестри. Маестрално го изведе концертот оркестарот. Јас сум многу задоволен. Како да ви кажам, целиот уште кога тргнавме од тука, сите бевме нели со тој ентузијазам дека таа сала е можда најпознатата во светот и секој сака да во животот има желба мој да свири во таа сала. Така да тоа беше некој, не знам, не можам да опишам, многу јако чувство. Иако и јас сум нели уметник, само што седев во салата беше некако многу јако чувство. Се представивме во најдобро можно светло, овации од публиката, салата беше преполна и кога се вративме назад, значи нашата мисија беше завршена во најдобро светло. Да, тоа имавме прилика и ние со Телма телевизија, почитуваниот наш новинар и колега Сотри Трајков да го пренесе всушност нели и оттаму. Имено ќе потсетиме дека секоја епоха и деценија филхармонија носи како едно свој посебно ехо и некој акорд на музика, така што ја заокружуваме ова 2025 година со 81-виот роден ден. Претпоставам дека многумина можеби имаме интерес што ќе следува веќе од јануари. Дали имаме некој концепт со кој што ќе започнеме новата 2026, нешто што можеме да го споделиме и откриеме за гледачите? Точно, првиот концерт во 2026 почнува на 22.1. со еден од најдобрите виолинисти, Тепа Паврами и Јинг Јанг, така да со тоа ќе почне да почнеме новата сезона. Верувам дека ќе биде многу исто така многу добар концерт. Додека веќе имаме и два концерти закажани за во месец април, што можеме да се пофалиме зашто чекаме, веќе ги почнуваме да се подготвуваме за тоа. Значи имаме две дати закажани, два големи концерти во Бони Оберхаузен. Верувам дека пошто оваа организација е голем број, нели многу, цела филхармонија треба да патува и организативните работи се малце тешки, но верувам дека ќе искочиме, ќе завршиме целата таа процедура и ќе одржиме два концерти во Бони во Оберхаузен во април месец. Одлично, ете една добра најава и за стартот на новата 2026 во која што ви посакуваме, се разбира, повторно успех и тука само кон крајот пред да се поздравиме ќе споменеме нешто кое што исто така важно во репертоарот на Македонската филхармонија и на што филхармонија внимателно обрнува внимание и нели време, а тоа се детските концерти, што значи концертите кои што се за најмладата публика, заради тоа што сакаме да градиме општество и идни генерации кои што ќе бидат музички писмени, но истовремено и ќе сакаат да уживаат во вакви концерти, да. Да, тоа со заедно со уметничкиот одбор и другата година 2026 ќе имаме негде околу 6 детски концерти, иако веќе следниот е на 20-12 детскиот концерт, исто така и уште два ќе следат до пред нова година. Значи најмладата публика ни е многу верна и обрнуваме посебно внимание кон нив, така да ќе биде многу интересна сезона. Има многу концерти, исто така филхармонија другата година ќе настапува и во неколку градови во државата. Значи почнуваме со концерти кои што филхармонија нема да биде само во салата каде што нели
домаќин, туку ќе гостува и во другите градови за да бидеме поблиску до македонската публика. Одлично. Одлично, ете на задоволство на македонската публика и на возрастните и на помладите споделивме повеќе информации кои што верувам дека и меѓу другото добро ќе им дојдат на сите наши гледачи на граѓаните и до крајот на оваа година, но и на стартот на новата 2026. Посекуваме успех, одличен завршеток на 2025 и старт на новата година. А Мустафа, вас благодариме што еве ова утро роденденски или по тој повод. Благодариме да имате убави празници, се наближува нова година. Верувам дека сите ќе овој месец ќе славиме сите, така да ви благодарам уште еднаш што бе дел од вашата емисија. Нека ви е среќен уште еднаш роденденот и многу години постоење. Уште една покана до нашите гледачи за звукот што трае, новиот, односно роденденскиот концерт кој што утре вечер во 20 часот имате можност да го проследите во Македонска филхармонија.